Здраво, ова е 223-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Лимбо на Бен Шарок, во кој станува збор за Омар, глумен од Амир Ел Масри, кој што заедно со останатите бегалци од Азија и Африка се сместени во една куќа на Шкотски остров, кај што во исчекување се за одобрување на нивното барање за азил за престој. Јас сум првиот филмски критичар кој што ќе негодува на филм кој е предводен од бегалци, прерогатив кој е еден од најпосакуваните трендови на европските филмски фестивали и бројни режисери перфидно ја играат оваа трагична карта за додворување на селекторите и жиријата без легитимна поддршка на тематската одредница. Во случајот на Лимбо квалитетен е филмот сам по себе, а секундарна е ангажираноста и социокоментарот на бегалската криза, затоа што поставеноста на овие зачудувачки ликови во подеднакво апсурдно место е повод сам по себе, за да се развие саканата хумореска. Оправданоста на селектирање на бегалски филм во Видеологија ја верификувам поради комичниот пристап на обработката на трагичните судбини, наклонувајќи се кон умртвениот хумор кој го практикуваше Аки Каурисмаки во минатото или разноврсните Рој Андерсон и Елија Сулејман во денешницата, методологија која соодветно е трансполирана и во овој меѓупростор, односно вечната чекалница ефективно се доловува со чистилиштето на исчекувањето на кое сугерира самиот наслов. Младиот и талентиран музичар Омар, кој што не само на фигуративен, туку и на буквален, односно сликовит начин, го влечка утот заедно со него каде и да оди. Тоа е инструмент кој има огромно значење за сириската култура и неговото владење, се смета дека е врвно достигнување таму, но во Шкотска е никој ништо. Ние сме препуштени да му веруваме дека умее да свири на него, затоа што Омар не се осмелува да го фати вратот во рака, затоа што утот го символизира товарот на носењето на оставнината, традицијата, фамилијата на својот грб како слеп од црево, сметајќи дека неспокојниот музичар не е достоен да го свири инструментот. Колку и да негирам, постои една наклонност да ја паралелизирам тегобата на музицирањето со протагонистот на The Disciple, само што воопшто не е медиокритетен во својот перформанс Омар, во што ќе се увериме во катарзичниот епилог. Сепак, птицата која заборавила да пее, ќе умре од тага, па затоа и музичарот кој свири нема да дозволи талентот да биде залуден, посебно не со таков трзај како неговиот. Музичарот кој не музицира е мртов, така што изговорот дека утот не звучи исто во Сирија и во Шкотска е причина плюс зошто Омар си поставува пред себе дополнителни пречки, стравувајќи од успех во Coming of Age провениенција во потрага по сопствениот идентитет на туѓо тло. Музичарот од калибарот на Омар нема граница која што може да го задржи и порано или полесно ќе мора да прави турнеи. Афганистанскиот Фреди Меркјури е важна антитежа во бромансата на Омар, кој не е во можност да се врати во родната земја затоа што не може да биде таму тој што е. Сите ликови имаат различни поводи за нов почеток на животот како туѓенци. Нема назад за нив, само напред, а во случајот на афганистанецот, кој чекал дочекал. Несомнено дека ликовите се некакви сонувачи, без разлика дали се стремат да бидат фудбалери, менаџери или музичари, меѓутоа соочени се со реалноста дека може да завршат како хигиеничари, толкачите по подобра иднина, кои ако инвестираат во својата способност ќе може да капитализираат од својот талент. Секој од ликовите понесува поговорки од сопствената земја, а утот на Омар дури има белези кои го символизираат дворот на куќата во Сирија, така што дел од татковината секојаш ќе носат со себе каде и да одат, па макар и да е толкуван како куфер на душата. Полесно се наоѓаат епизоди на Friends во центарот за донации отколку палто, што значи дека луѓето радо би се отстраниле од ТВ сериите отколку од износените палта за кои има поголема побарувачка, а се стапува простор за пежоративно подбивање помеѓу дојденците со погрдните зборови со кои се нарекуваат меѓусебно. Бекетовиот апсурд при чекањето на недоаѓачкиот азил си го наоѓа своето место во филмот, ставени во рамки на модерен одек на придушената абстракција на дамнешниот грчки бран на апсурден филм. Впрочем, ликовите се закотвени на најоддалечениот остров од човештвото, кај што нема ни Wi-Fi, а не пак останати цивилизацијски придобивки, поради кои би биле
информирани дека се добредојдени да престојуваат во земјата. Празните патишта кадрирани во филмот не водат никаде ако нема патник да оди по нив. Хуморот има краток рок на траење, доколку не е добро приготвен и бара гледач со специфичен вкус, за да може да го препознае и вреднува, па затоа, како што е локацијата недефинирлива, така неспецифични се актуелните шеги и британскиот хумор извива од комичната поставеност на ликовите и нивните заемни сплетки во кои се вовлекуваат, судирот на заемната фаличност, како и конфликтот кој е неминовен, кога ќе се судрат азиски, африкански и шкотски менталитет и табиет, добиваме подлога за доловување на потребната неудобност. За шкотските денгувери сите сиријци се бомбаши и силувачи. Впрочем, филмот започнува со кадар во кој се предава за културолошка свест, поимање и разбирање, питоресни часови кои исто така придонесуваат во доловувањето на безволноста на ликовите. Тоа не значи дека се занемарени травматичните мигови или срцепарателната мелодрама на разделеното семејство. Композиторката Хач Демулипед создава натежнувачки наплив на звук на жичани инструменти во миговите кога не се свири со помош на недиегетска музика, со која ги збогатува сегментите на мочеливото чекање. За да бидат ликовите заробени во клаустрофобичниот аспект 1:13:1, се погрижи снимателот, со кој Бен често соработува, Ник Кук, кој што, иако негативот на филмот е работен на 1:85, финалната верзија е прилично поригидна, освен во една наменска стереоскопска сцена која е исклучокот. Панорамските кадри на падините секако дека визуелно го збогатуваат делото, но натрупувањето на четворицата во кадар или погребувањето на самотниот лик во негативниот простор во широк план се реминесцентни одличија на фотографијата на делото. Субјективната камера на телефонскиот разговор подсетува на моменти и на таксист кога се избегнува поставеното прашање од ликот. Карол Долак и Лусија Зукети обрнале поголемо внимание на темпирањето на резовите во монтажата за истакнување на ритамот и тајмингот на комичните агенси, што е круцијален именител за одржување на саканата шеговитост во живот од почеток до крај. Режисерот Бен Шарок веќе има изградено препознатлив суопарен хумор, кој е конститутивна алатка од сите негови кратки и долги дела. Тако беше случајот со широките планови и вперените погледи на молчеливите ликови во првиот долг Пикадеро, кај што ги експлоатираше љубовните маки на еден пар, кој што е жртва на шпанската рецесија и не може да си ги реализира љубовните сласти во домот на родителите на дечкото, па треба да оди на специјално избраните јавни места за таа намена, кои се менувани според насловот на делото. Така што Бен милува да го најде пародичното во трагичното, односно да изискува подсмев од незавидноста на поставените ликови во небрано, со цел да ја истакне парадоксалноста на реалноста, кај што ликовите невозможно е да ги реализираат зацртаните цели, затоа што непремостиви се лимитациите на опкружувањето во кое се поставени, меѓутоа Бен и тоа како умее да си поигра со овие фигури, токму поради нивната безизлезна поставеност, принудувајќи ги да носат несакани одлуки, кои уште повеќе ќе го очудуваат драматуршкото дејствие. Бен има работено во камп за бегалци во Алжир и фасциниран е од потребата за хумор на која настојувале луѓето кои ги напуштиле домовите во завојуваните земји, кај што наоѓа инспирација да го вбризга во дејствието на Лимбо со дополнителни комични нишки. Балансирањето на трагичните и комичните чинители создава една уникатна спрега во рецепцијата на делото која бара финеса. Да постоеше готова формула за дозирање, сите режисери ќе ја злоупотребуваа, па затоа нема општо прифатени изнасилени дози кои во точниот миг натежнуваат во творбата. Тоа значи дека во даден миг разочарани ќе бидат и љубителите на артхаус мелодрамата и смеачите на комедии. Филмот требаше да има својата премиера на изданието на Канскиот фестивал во 2020 година, кое што беше откажано поради ковид пандемијата, но тоа не ги спречи во Сан Себастијан да го наградат филмот на нивниот фестивал, а потоа играше на ТИФ, Цирих, BFI, Гетеборг, Глазгов, Брисел, Тајпеј, Сиднеј, закитувајќи се со 4 шкотски бафта награди. Сепак, во прашање е мал филм, кој што поради дегутантната тематска хиперпродукција може да биде заобиколен од потенцијалните гледачи, доколку не ги земат предвид хумористичните елементи на кои се темели. Од друга страна пак хуморот не е сеопшто приватлив и тука филмот дополнително губи на интерес кај гледачите и убеден сум дека ова ќе биде уште еден
од селекцијата на видеологија кој ќе биде заобиколен за гледање, затоа што постојачка е аверзијата кон овие тематски типизирани филмови, но се издвојува од баграта поради суопарниот хумор, кој ниту еден друг филм од негов ранг не го поседува. Тоа не ги спречи Focus Features на Universal да го дистрибуираат, напротив. Филм за вкрстување на животните патишта на четворица маргиналци, трагачи по нов дом во туѓа земја, откако го имаат напуштено родното огниште, затоа што во нивните земји се говори јазикот на бесцелната војна. Домот не се само 4 ѕида и покрив, туку е упориште, спокој, безбедност, мир, почва во која се засадува дрвото на животот, кое непречено треба да се вивне во небес. Додека не се изнајде соодветно тло под нозете, ликовите во делото ќе бидат осудени на вечно талкање во шкотското чистилиште. Најважно, петелот останал неповреден, барем за време на снимањето на филмот. По снимањето, никој не гарантира за неговата безбедност. Ако морам да го евалуирам, тогаш е Лимбо, од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 223-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на вртеналата полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!